Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, добре дојдовте во уште еден кворум на брановите на радио Слободна Македонија. 11 минути по 11 часот, време за уште една анализа во овој политички магазин, кој секој понеделник се емитува на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Истече рокот за поднесување на тужби до Управниот суд. Сега Управниот суд има рок од 48 часа да одлучи по тужбите кои партиите ги доставија до оваа институција. Беса најави дека нема да доставува тужби, со оглед на тоа што не верува во правичноста на овој суд. Од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз поднесе 4 тужби со кои ќе се обиде да ги оспори одлуките кои ги донесе Државната изборна комисија, а пак ВМРО-ДПМН со една тужба ја оспорува онаа одлука на Државната изборна комисија со која се уважува приговорот на БЕСА за прегласување во гостиварско, односно сите убаво се сеќаваме на оној глас на Фатиме Сулејмани, која имаше отпечаток на прстот и која побарала повторно да гласа. Во денешниот кворум за сето ова што се случуваше предходната недела, за оние 3 дена расправа во Државната изборна комисија за пробивање на сите можни рокови, но и за тоа што ќе се случува во Управниот суд и како сега таму ќе тече постапката, разговарам со поранишниот член на Државната изборна комисија Владко Сајковски. Добар ден и добре дојдовте, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Добар ден до вас и до слушателите на вашето ценето радио. Господине Сајковски, на почеток би сакала да ја објасниме процедурата пред да се осврнеме на она што се случуваше во Државната изборна комисија минатата недела, 3 дена расправа. Сега веќе тече рокот по кој Управниот суд треба да одлучи за тужбите од партиите. БЕСА не достави тужби, Социјалдемократскиот сојуз со 4 тужби ќе се обиде да ги оспори оние одлуки на ДИК, а ВМРО-ДПМН со една тужба ќе се обиде да ја оспори она одлука за приговорот од БЕСА. Како сега во Управниот суд тече постапката? Кој одлучува? Знаеме дека таму има совети, тие совети колку суди имаат, колку суди содржат тие совети, како е постапката во Управниот суд? Може ли да го појасниме тоа? Па добро, во однос на сегашната постапка што се води пред што е покрена партиите пред Управниот суд, сметам дека е видоизменето до на постапка што беше порано водена. Имено се работи за воведување на процесот на ждребување на судите кои што ќе расправаат и одлучуваат по поднесените тужби. И факт дека тие совети ќе бидат составени од 5 суди, исто како и порано. Меѓутоа, кој совети, односно дали ќе биде еден совет или повеќе, тоа зависи од организацијата на самиот управен суд. Факт е дека одлуките по поднесените тужби мора да бидат направени и доставени и објавени пред јавноста во рок од 48 часа од поднесувањето на тужбите, така што Управниот суд навистина има многу кратки рокови, го нема оној луксус кој што членовите на Државната изборна комисија го има, односно си го дозволија. И сметам дека нивната работа е вистина огледало како на состојбите во судството во Република Македонија, така што мислам дека и соодветната одлука по однос на овие тужби би била и на вистински приказ на истата. Инаку, за јавноста да се запознае дека Управниот суд носи конечни одлуки и истите може да бидат потврдени или приначени решенија на Државната изборна комисија. Ако некој не е задоволен од ова, нема повеќе на тамошни повисоки судски инстанци, нивната, како што реков, одлука е конечна, така што во рок од 48 часа ќе се биде дознаена судбината на сите и приговори и тужби кои што следа после изборите.
И еве 8 или 9 дена по одржување на изборите, Македонија ќе ги има конечните резултати од овие презвремени парламентарни избори, што чинам во ниту една европска земја и развиена демократија како што се стреми да биде Македонија. До сега тоа не било случај, веднаш се знаеле резултатите, поразениот му честител на победникот, но кај нас имаме многу чудна, да не речам комплицирана ситуација. Па ситуацијата се скомплицира од повеќе аспекти во смисла на тоа што не покрај политичкиот аспект што си е секогаш присутен во време на изборна кампања и одржување избори. Голем придонес за ваквата ситуација покрај поразената политичка партија придонесе и лошото организирање на работата на Државната изборна комисија, пролонгирањето на соопштувањето на првични неофицијални резултати, од необјасними причини се чекаше недозволено долго време и се навистина се стави во јавноста една слика на нешто што може би се случувало, па не се случувало, а сепак бевме сведоци дека имаме изворедно добро организирани избори со екстремно голема излезност, која баш сакам ја да ја потенцирам. И факт е дека секогаш кога во Република Македонија и секаде во светов генерално, каде што имало голема излезност, факт е дека нема и е буквално е невозможно да се направат неправилности на самите избирачки места. Значи, штом народот има масовен одзив, факт е дека сите тие граѓани кои сакаат да ги посетат избирачките места, се прави голема гужба, има голем одзив, тоа е константна присутност на гласачките места, така што факт е дека имавме ние еден екстремно добар демократски ден на 11 декември. И сега самата процедура што ја водеше Државната изборна комисија по однос на приговорите кои што беа поднесени од страна на политичките партии, сметам дека исто беше недозволено долго. Исто беше се претера со некои постапки во кои се впушти самата Државна изборна комисија, а за кои постапки тие немаат законски овластувања. Нити се истражен орган, нити имаат соодветни механизми да испитаат некои работи. И крајно добивме една ситуација сега, како што ги имаме деновиве, луѓе што протестираат пред Државната изборна комисија, а од незината работа, односно неработа, па се незадоволни сите. Така. Затоа секако на оние постапки со тоа што мојот впечаток беше дека членовите на Државната изборна комисија се поставија како обвинители, како суди, што сметам дека до сега тоа не било видено со оглед на тоа што сум имала можност да ја следам работата на Државната изборна комисија, сте добивали по стотици приговори, но никогаш до толку не сте ги пробивале приговорите. Ќе се осврнеме на она фамозно ливче, односно фамозен глас на Фатиме Сулејмани, приговорот на Беса, но веднаш по блокот реклами. Почитувани, останете на оваа фреквенција, се враќаме за кратко насат. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Повторно сме назад во студиото на радио Слободна Македонија. Почитувани, ве поканувам да останете на оваа фреквенција со оглед на тоа што имаме многу интересна тема за разговор поврзана со последните случувања и со она што се случуваше во Македонија после изборите. Господине Сајковски, најавив дека ќе поразговараме за оној фамозен глас на Фатиме Сулејмани, односно приговорот на Беса. Од тоа што го видовме во Државната изборна комисија, сите членови на избирачкиот одбор беа повикани и буквално ставени како на обвинителна клупа. Имаше токму за тоа и реакција од одредени членови на Државната изборна комисија. Слушнавме дека се повика и графолог, нешто што чинам дека предизвика многу реакции во јавноста, графолошко вештачење да се направи на нејзиниот подпис. Но исто, она што е интересно е дека на нејзиниот прст имаше отпечаток дека веќе гласала. Може ли да го појасниме овој случај и дали беше потребно и дали досега се случило Државната изборна комисија да врши графолошко вештачење на подпис? Па, во периодот од 2006 година, од како е професионална Државната изборна комисија, до
сега, значи до последните избори, никогаш не се случило Државна изборна комисија да вештачи вакви наводи. Јас би се вратил и би посочил 2008 година на парламентарните избори, предвремени парламентарни избори 2008 година. Имаше ситуации во поедини избирачки места каде што имаше настанато проблеми, оние места во Чаир, мислам во Тетовско, некаде по селата. Имаше ситуација на полнење на кутии, каде што тоа се направи на еден доста, да го наречам, вулгарен начин на попречување на избирачкиот процес. Имено, како се сеќаваат и слушателите, се отстранија членовите на избирачки одбори и некои навластени лица, чинам дека сега се веќе и осудени на долгогодишни казни затвор, извршија така наречено полнење на кутиите, односно гласала за луѓе кои што нити се тука, нити излегле на гласање, нити па и можеле да излезат на гласање непречено од таквите групи криминалци. И тогаш тие луѓе при полнењето на кутиите вршеле и подпишување на овие гласачи во избирачкиот список, меѓутоа тоа е тешка процедура некој да земе да подпишува 500 луѓе на избирачки список, а без тоа да биде така незабележливо. Биле тргани, како према тоа што слушав од постарите колеги од ДИК, биле ставени цртички. Некои такви неразбирливи подписи, меѓутоа во исти правец, во исти принцип. И сега таквата неправилност е видлива. Првин е видлива од самиот факт што се истерани избирачките одбори, што им е попречено на... Да, и последна работа што е вочлива е избирачкиот список, односно изводот на избирачки список, кој што е така неправилно подпишуван. Тогаш било тоа земено како постапка, меѓутоа ни тогаш не се барале посебни стручњаци да го утврдат подписот. Сега имаме еден нов, чуден квалитет, би го нарекол на работата на комисијава, каде што се побарал стручно лице, вешто лице за утврдување на подписот на еден гласач, а пак видовме кога беше кампањата за номинирање на кандидатски листи и пратеници на листите, на некои од кандидатите им беа отфрлени листите заради тоа што се сметало дека не соодветствувале со тие подписи што ста на личните карти. И во едниот случај, и во другиот случај, комисијата завзема чуден некој став, при што на барањето на првиот, значи зборувам за кандидатите на политичката партија кои што побарале вештачење, не било дозволено, а ова пак се побара и се дозволи и се направи вештачење на едно лице на кое што од оно што можеше да се види во јавноста од директните преноси на телевизија и на интернет, баш и не можеше да се докаже дека тоа лице, односно Фатиме, немала гласано. Значи, доколку се сакаше да се утврди фактичката состојба, едноставно ќе беше да се веднаш при повикувањето да се види со ове лампата на односната господја дека има или нема траги на мастил. Може би тоа ќе беше подобро од чаре, тоа поедноставно ќе беше далеко отколку ова што се направи ваква глупост. И чинам се изгуби многу време со оглед на тоа што се чекаше графолог да пристигне од Битола, па пристигна наредниот ден и тоа беше премногу на губење и трошење енергија. Значи, действието кое што можеше да го превземе ДИК беше прилично едноставно, со UV лампа. Јас, како добро ме држи сеќавањето, кога ќе се вршеа набавките на овие спреови, се носеа од Гданска, од така мислам некако фирмата се викаше, која што врши добавување на целокупниот тој материјал во смисла на гласачки кутии, UV лампи и UV спреј. Содржината на UV спрејот гарантирано останува на прстите минимум неколку дена. Значи, ако земеме дека гласањето беше во недела, сигурно траги од спрејот ќе се наоѓа на палецот на односната госпоѓа.
Така, Фатима беше повикана, чинам неколку дена после гласањето. Да, може би тоа би било полесна и поедноставна варијанта. Би се навратила повторно на Управниот суд. Излезе во јавноста една одлука која Управниот суд ја донел во 2013 година, која се однесува токму на еден ваков случај, каде што Управниот суд вели дека во ваков случај е повредено личното избирачко право на гласачот и дека заради еден тој глас не може да се поништи гласањето во цело избирачко место. Каква одлука очекувате сега да донесе Управниот суд по онаа тужба на ВМРО-ДПМН во однос на приговорот на БЕСА? Дали ќе се води можеби по оваа пракса од 2013 година? Па јас не би можел да коментирам што судот би донесол ко конечно решение, одлука по однос на... За очекувањата, ве прашувам. Од она што јас го видов во тие преноси, сметам дека правниот основ по кој што се бараше да се поништи гласањето на тоа избирачко место беше по член 151 став 1 алинеја 6, каде упатуваат, значи тие што го беа поднесле приговорот дека некое лице или лица гласале за други лица. Ова одредба од изборниот законник упатува, значи ако ја прочитате повнимателно, упатува на ситуации како што ја кажав претходно. Значи, каде имаме ситуација каде што еден поединец или група на луѓе со намера да го попречат изборниот процес, прават определено действие и не дозволуваат, односно им го одземат правото на глас на едно или повеќе лица. Овде имаме ситуација каде што е поединечен случај. Ако некој не прати од слушателите кој што бил на кутија на избирачко место, ќе се и овие избори или претходно, ќе сигурно е бил сведок на ситуација каде што некој гласач претходно дошол по грешка, посебно порано како што беа непрегледни избирачките списоци, често се случуваше некој со поголем подпис па да земе да се подпише на широко, па да земе дел од просторот на соседниот гласач и при гласањето на другиот гласач да тој неприметно замине во соседниот простор. Обично добро обучени избирачки одбори тоа веднаш на лице место го утврдува, правеа забелешка соодветно и немаше никакви проблеми во однос на таквите ситуации. Сега овде во оваа ситуација сметам дека Управниот суд би бил на висината на својата должност доколку донесе пресуда со која што се уважува тужбеното барање на ВМРО ДПМН и не се дозволи да се поништат изборите на тоа избирачко место од причина што ово поединечно право на именуваната господја не е право кое што таа лично го побарала во законски определениот рок согласно член 149 и 149а. И мислам дека судот и тогаш и сега донесол правилна одлука, би донесол правилна одлука доколку би се држал до таа пракса која што си ја создал низ работата. А случајот дали избирачкото право, односно дали на Фатима Сулемани и било дозволено или не било дозволено да гласа, најверојатно ќе треба да го открие и јавното обвинителство во Гостивар, кој веќе оформи предмет по допрен глас, така да очекуваме да се расчисти целиот случај. Зошто на Фатиме Фетај, на Фатиме Сулемани се извинувам, не е било дозволено да гласа, иако имало отпечатоци на прст и кој се потпишал во нејзино име. Тука правиме уште една кратка пауза и се враќаме повторно во студиото. Секако продолжуваме со разговор за она што се случуваше во Државната изборна комисија и за избирачките одбори кои беа повикувани на сослушување. Форум, политички магазин на радио Слободна Македонија.
Почитувани го слушате политичкиот магазин Кворум на брановите на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Мој денешен соговорник е поранишниот член на Државната изборна комисија Владко Сајковски. Господине Сајковски, отворивме многу прашања, но би сакала да слушнам еден коментар од вас во однос на работењето на оваа експертска државна комисија. За прв пат во Македонија еден ваков состав на Државната изборна комисија, тројца експерти, дали беа на ниво на својата задача, со оглед на тоа што многумина и поранешни ваши колеги прокоментираа дека е направен преседан во Државната изборна комисија со тоа што се побара графолошко вештачење. Па добро, неблагодарно е да се коментира работењето на институција од каде што сум бил сум поминал допред некое време. Мислам дека тој квалитет што се сметаше дека ќе се добие со додавањето на експерти, мислам дека не е баш постигнат. Не дека луѓето кои што се избрани не знаат изборната проблематика или немаат искуство, меѓутоа факт е дека само се доби на една зголемена непродуктивност во работењето на Државната изборна комисија. Значи, комисија со 7 члена, како што порано бевме, како и што беа комисиите, има проблеми со работењето. А сегашната состојба со 9 члена е уште потешка и по-непријатна за работење, посебно ако станува збор за некоја наелектризирана атмосфера, како што имаше претходни денови. И ако се, пак од друга страна, па и сака да се постигне некои работи, да се изврши определено манипулирање на определени активности од страна на определени членови на Државната изборна комисија, па и председателот пред се. Не би одел на тоа дека тие луѓе така се поставиле затоа што не познаваат проблематиката. Мислам дека имало странични влијанија поприлично во однос на нивното одлучување како за работата, така и за одлучувањето. А пред се мислам дека оваа проблематика, овој начин на работа на Државната изборна комисија има системски слабости во самиот изборен законник. Тоа го кажувам од причина што сите измени после 2008 година, кои што се носеа на изборниот законник, упатуваат на тоа дека се носени по принцип јас ќе оставам една работа, па ти дај ми мене друга, меѓутоа на квалитетот, на самиот квалитет на текст на изборниот законник е најмалку посветено внимание, односно при договарањето во собранието и во тие работни комисии за подготовка на текстот за измена на изборен законник не се водело сметка за реалната ситуација на работа на изборниот орган, на сите изборни органи, не само на ДИК и на општинските изборни комисии и избирачките одбори. И како резултат на тоа, на таквото неискуство, може би на тие што предлагале некои соодветни законски решенија, имаме тешки ситуации од кои што се прават и преседани во самата работа на Државната изборна комисија и кога се прават преседани, тоа е поприлично лошо како за самата институција, така и за целокупниот систем. Овде не е само составот проблем во Државната изборна комисија. Сметам дека истото неразграниченоста на Државната изборна комисија од службата. И порано имало, значи, меѓутоа и сега, веројатно уште во поголем обем тоа, да речем, конфронтирање или неусогласеност на работата на службата со комисијата. Значи, со комисијата треба да раководи генералниот секретар, меѓутоа факт е дека има поприлично влијание, имаат членовите на Државната изборна комисија во двата правци. Тоа не е само сега ќе потенцирам проблем, тоа е проблем што се влече долг низ години, тоа веројатно уште од времето кога беа ад хок комисиите. Сите овие работи кои ќе се земе дека
исто едно многу по мене одлично решение беше на предпоследниот изборен законник, значи на текстот на изборниот законник, пред последните промени, беше употребата на отпечаток од папиларни линии, значи електронска идентификација на гласачите. Зошто се напушти тоа решение? Мене навистина не ми е јасно. Ние, тогашниот состав, изготви едно идејно решение, баш имаше вклученост и на еден професор од универзитетот, од факултетот Финки, и мислам дека Македонија навистина беше на добар пат да направи еден добар исчекор во однос на утврдување на идентитетот, на неспорноста на утврдување на идентитетот на гласачите. Меѓутоа, од кои причини, зошто на последниве измени на изборен законник се прифати едно решение со фотографии на избирачкиот список, кое што за волја на вистината и не е лошо, меѓутоа не е прогресивно решение како што беше тоа. Ние фактички имаме одење напред, меѓутоа не со чекор 2, туку со пола чекор. И имаме ситуација каде што пајки имаме проблеми дали личноста била таа или дали гласала или не гласала. Затоа, значи, сите овие работи кои ќе се соберат на купче и кои ќе се собере сета таа ситуација во постизборниот и во предизборниот период, со сиот тој баланс што го носи со себе раководењето на една ваква сложена операција, а сепак луѓето кои што се носечки во оваа работа, експертите како што се независните лица вклучени во овој процес, направија веројатно малку и потешко да биде организиран сиот овој процес и да биде поголемо незадоволството во однос на тоа што се сработи. Така, може ли да се подсетиме колку вие кога сте биле член во Државната изборна комисија се пробивале роковите со оглед на тоа што јас добро се сеќавам дека доаѓале и по стотици приговори во Државната изборна комисија, не станувало збор само за 16, а дали се пробивале по 3, 4, 5 дена како што беше сега случај или сепак минимално сте ги пробивале роковите и сте работеле по цела ноќ? Да, значи составите во кои сум јас бил член, при организација на избори, посебно во делот на приговорите, сме постапувале доста внимателно во смисла на тоа да не го пробиваме законски определениот рок, да пристапиме кон работа со приговорите веднаш час поскоро од моментот кога тие пристигнуваат и ги решаваме навремено и со најголемо внимание и со најголема стручност со која што сме располагале тогаш. Јас мислам дека оваа комисија доколку го зачува истиот принцип на работење за наредните локални избори 2017 во мај месец, ние веројатно градоначалници нема можеби ние на година да добиеме. Ако се продолжи со овој принцип на утврдување фактичка состојба, сослушување не поеднаш, по 2 пати. По 2 пати, 3 пати и навистина е тешко во време на локални избори каде што има многу кандидати. Значи имаме паралелни избори за совети, имаме 2 круга избори за градоначалник поради мнозинскиот систем. А ако пак и плюс на тие избори имаме уште нешто од типот на предвремени парламентарни избори, радовни председателски избори или референдум или нешто слично, навистина е вакво однесување во најблаго речено неодговорно од највисокиот изборен орган. Доколку продолжи на еден исти ваков начин да ги води седниците. Значи, со измените на изборниот законник имаше определено едно посебно тело во самата Државна изборна комисија, така наречено правна комисија, која што требаше да ги врши сите оние подготовки и од технички и од материјален аспект и такви подготвени да им ги достави на членовите на Државната изборна комисија.
што се случи со тоа тело, дали сработи работата, дали не му беше поклонета верба на она што го сработило, на вистина не знам, пошто не сум јас таму. Меѓутоа, факт е дека доколку се продолжи на исти принцип да се води на овој начин да се водат работите во Државната изборна комисија, прашање кога би се случило да крахира системот и да не се одржат избори ради Државната изборна комисија од технички причини. И се пребројуваат гласовите како да сме 2 милиарди, а не 2 милиони. Чирам побрзо во Кина ќе се преброја или во Јапонија отколку кај нас. Господина Сајковски, уште едно кратко прашање пред да ја завршиме денешната емисија. Со оглед на тоа што сте биле вклучени во многу изборни процеси досега, што очекувате со оглед на тоа што имаме една комплицирана ситуација? Многу мина ќе речат неизвестна, но имаме победник на овие избори. 51 пратеник освои ВМРО ДПМН. Очекувате и вие дека тоа ќе биде потврдено со одлуката на Управниот суд. Дали очекувате после овие предвремени парламентарни избори Македонија да излезе од политичката криза? Па тоа е вака по-сложено прашање во однос на оваа проблематика што ја разговаравме до сега. Повеќе вака на анализа упатува. Мислам дека со оглед на тоа што кога ги имаме предвид која партија е победник на, значи која листа на кандидатска листа има освоено најголем број на гласови во апсолутни вредности, очигледно за кој е победник од нови избори. Не верувам дека овие тужби во Управниот суд, односно сметам дека Управниот суд реално и релевантно ќе заврши својата работа и ќе донесе соодветни пресуди. Мислам дека прашањето на составувањето на влада е прашање од политички договор помеѓу најголемите, односно победникот и со кого тој планира, односно се договори да коалицира. Така што, доколку одиме по некој аналошки принцип на тоа досега како се одвивале работите во однос на формирање на влада, сметам дека не би требало да има некои посебни проблеми. Секако тие проблеми од нормална природа, коалицирањето, што ги носи сами по себе во однос на тоа кои функционерски места ќе бидат побарани, кои ќе бидат дадени, кои нема да бидат дадени, кои ќе бидат другите политички партии исто заинтересирани да влезат во влада, со која поддршка па тие располагаат. Сите овие работи сметам дека ќе бидат интересни во наредниот период. Веројатно и сега во моментов се веројатно тешат некакви преговори, сигурно е тоа, сигурно не губат време. Така, но далеко од очите на јавноста. Па сигурно тие работи никогаш не се јавни, така што веројатно да се очекува дека во скоро време ќе се биде познато како ќе се одвиваат тие работи околу формирањето на новата влада. Сите се надеваме и очекуваме подобри времења. Ви благодарам за денешното гостување во политичкиот магазин Кворум на Радио Слободна Македонија. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам што не следевте во изминатиот час. Тука е крајот на денешниот политички магазин Кворум, во кој со мојот соговорник, поранешниот член на Државната изборна комисија Владко Сајковски, анализиравме што се случуваше минатата недела за постапувањето на Државната изборна комисија по однос на приговорите и ноизад очекувањата за тоа какви одлуки ќе донесе Управниот суд. Денеска е 19 декември 2016 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој е во продукција на Радио Слободна Македонија, техничка реализација Никола Јовановиќ и Дине Вучков. Ви благодарам на вниманието, пријатно за слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.